Почитувани гледачи, добро вечер во првото издание на емисијата Став во новата 2016 година. Вечерва ќе зборуваме и ќе ги согледаме општествено-политичките случувања во државата низ призмата на еден истакнат невропсихијатар која следи социјалната психијатрија. Мој вечерашен гостин е нашиот сограѓанин, истакнатиот специјалист невропсихијатар доктор Мице Дудучки. Добро вечер и добре дојдовте во студиото на ТВ+. Добро вечер и вам во студиото и поздрави за вашите гледачи и воедно да изразам благодарност што ме поканивте во вашата емисија да зборуваме за една многу актуелна тема. Да искористам оваа прилика да ви ја честитам новата 2016 година, да ви посакам многу успех, здравје, среќа на личен и професионален план на вас и на вашето семејство, а воедно и на граѓаните и на гледачите на нашата емисија. Благодарам и возвраќам со истите желби и вам во студиото и на вашите ценети гледачи. Вака, докторе, како специјалист невропсихијатар, посебно сте ангажирани во сферата на социјалната психијатрија, која ги проучува патолошките феномени и појави во општеството. Кое е вашето видување и дијагнозата за вкупните општествено-политички случувања во државата? Од периодот на осамостојување на Република Македонија, така наречен еуфемистички транзиционен период, транзицијата нешто што е пролазно, краткотрајно, меѓутоа кај нас тоа стана општествено уредување со сите своји и позитивни, а за жал повеќе негативни општествени појави. И јас тоа во некои своји подолгогодишни професионални согледувања го нареков мама синдром. Во превод значи малигни, архетипски, македонски, мазохистички аутодеструктивизам. Тоа е со психијатриска, со медицинска терминологија речено, инаку ако би ги превеле овие термини, да ги појасниме на гледачите, да почнеме од самите поеми. Малигно значи нешто што е деструктивно, нешто што е разрушувачко, разорно, нешто што за жал тешко се доведува во нормална состојба. Архетипски, тоа е веќе познатите анегдотски за ликот и менталитетот, менталната матрица на граѓаните на Република Македонија, из историјата, па и сега. Значи нешто што е нашето колективно помнење, нашиот геном, како народ, сигурно со сите оние историски факти кои битно влијае врз формирање на таквиот архетипски модел на македонецот, односно на граѓаните на Македонија. Македонски, кога го употребувам терминот македонски, тука мислам на сите граѓани, жители на оваа држава, државјани на оваа земја, не правејќи некаква битна разлика помеѓу националните entiteти, култури, религиски и било какви други различитости, што всушност треба да е едно богатство за земјата. Мазохистички, како во анегдотите, кога кубурот го чуваме да ни се најде за лоши времења, или пак кога велиме дека наведнатата глава сабја не ја сече, а јас ќе додадам дека таквата глава никогаш сонце и светлина не видела. И во тоа веројатно се состои мазохизмот, ама и нарочно во последната деценија тој мазохизм го согледувам и ни синдромот Леминт. Леминт тоа е една врста на глодачи кои живеат во Африка, и тие кога добро ќе се најдат, следејќи го алфа мажекот, односно водачот, во провалија се срунуваат и така гинат. Значи, буквално слепо, дури тој синдром, Лемин синдром, го имаме и во денешницата, а поготово во нашата земја. Аутодеструктивизмот го дефинирам како нешто што е спротивно на конструктивизмот, како нешто што за жал допринесува сите вредности, општествени вредности, сите морални вредности, сите норми на некој начин самите да ги девастираме, да ги разрушиме, да ги уништиме,
од тие теории на заговор дека имаме душмани, соседни земји, осто веќе не држат вода и ние полека и ни граѓаните сваќаат дека за жал самите на себе сме си најголеми непријатели, било преку тоа да прифаќаме некои норми на однесување кои се патолошки, да ги прифаќаме како нормални, било преку извитоперен систем на вредности. Јас тоа поточно би го нарекол первертиран систем на вредности, каде што нормалното стана абнормално и обратно. Абнормалното, психопатолошкото, како една масовна појава, полека граѓаните почна да го прифаќаат како нормално, што веројатно ќе не води се подлабоко и подлабоко во тој аутодеструктивизам. Кој е виновен за ваквата диагноза? Кои се тие околности што доведоа да се најдеме во една таква состојба? Па тука не би сакал со прст да кажам кој е виновен, меѓутоа вината веројатно најголем дел од вината е во самите нас, затоа што дозволивме одредени структури, пред се политичките структури, веројатно и влијанието од соседството, веројатно и влијанието на новус ордо секулорум, на новиот светски поредок. Сведоци сме на тие такви влијанија и на квази културата која ни се сервира и од Америка, и од дел од западните земји. Меѓутоа, сето тоа немаше да има плодна почва ако ние како граѓани не бевме свесно или несвесно спремни да ги прифатиме тие неадекватни модели на однесување, за кои еуфемистички ќе ни кажа дека тоа е модерно, дека тоа е современо, дека тоа е всушност нешто што е прогресивно, а за жал се покажува со целиот свој интензитет во смисла на деструктивизмот на нашето општество. Имаме ли ние реална слика за општествените вредности или нашето поимање на тие вредности е нормално или искривено кога вака ги представувате? Верувам дека еден дел од популацијата, односно за жал голем дел од популацијата, премногу носи розови очила, така да тој пинк свет повеќе припада на кичот и шундут и естрадата, а не на реалитетот за жал. Оној дел од граѓани кои носат или не носат очила, со други зборови, кои светот го гледаат из призма на реалитетот, имаат спротивно мислење од она што е мејнстримот, од она што некои медиуми, кои се под влијание на властодржците, ни ги сервираат. Така да, вие како припадниците на седмата сила, веројатно имате чувство дека живеете во две различити земји, па едните стварност ја интерпретираат и ја прикажуваат на еден начин, а другите на сосема диаметрален начин, и граѓаните се буквално збунети. Велиме, дали ние живееме заправо во две држави, во две земји, во две општества, или реалноста е толку искривоколчена, извитоперена, да почнуваме да размислуваме дали нашите перцепции се нормални или пак тие квази погрешни перцепции искривоколчени кои ни се сервираат, всушност ја покажуваат она другата страна на реалитетот која свесно сака да ни се сервира со цел да се манипулира со свеста и со емоциите и со когнициите на граѓаните. Еве, докторе, на почетокот на годината беше објавено едно истражување на Брима Галуп, во кое што можам сигурно да кажам дека изненади на еден дел од граѓаните, дека македонците се среќни луѓе. Според таа анкета, дури 51% од анкетираните се изјасниле дека чувствуваат среќа и дека се задоволни од тоа што го имаат, додека само 11% се незадоволни, односно несреќни. Ако во една земја, каде што во длабока економска криза, каде некаде, ако е бројката точна, околу 400.000 луѓе се иселиле, каде 30% од населението е невработено, некаде 5 или 6 жител е на работна екзистенцијата, кој дел од македонците се среќни за да ја покажуваат својата среќа и манифестираат на овој начин? Ние во психијатријата повеќе на шега, а повеќе во стварност употребуваме една синтагма. Велиме дека од 10 македонци 20 се депресивни. Другите 8 се иселиле од земјата. Може би звучи
може би звучи много депресивно и много дефетистички, меѓутоа тоа е реалноста. И сите овие анкети, нарачани, вакви, накви, независно тоа дали се работи за овакви или онакви институции, секогаш во себе носат една дубиоза на кој репрезентативен примерок е направена таа анкета. Кој е репрезентот во случајот? На кој примерок е направен? Дали е тоа рандомизирана група на граѓани или пак, да кажеме, дали е тоа кај одреден ентитет, одредена националност во земјата, одредена категорија, дали се тоа работниците, дали се тоа меѓу бизнисмените, дали се тоа пензионерите, дали се тоа студентите, дали се учениците, дали се стечајците. Меѓутоа, се сомневам дека таквите анкети даваат реална слика на општеството во кое живееме. Веројатно и тука постојат некои розови очила, каде што заради лукративни интереси се билдат интереси на одредени политички структури, групации, личности, така да Македонија во одредени платени медиуми и во странство се прикажува као heaven investment, као рај за инвестирање, се прикажува како многу успешна економија, во која од толку што е успешна, младите школувани кадри ја напуштаат земјата. Живееме, за жал, во земја која према индексот на мизеријата е на самото дно. Една друга економска категорија која се нарекува Gini индекс, а тоа е индекс на раслојување во општеството, зборува дека тој индекс кај нас се повеќе и повеќе расте, а се однесува на тоа дека се помал и помал број од граѓаните биваат се побогати и побогати, а се поголем и поголема бројка на граѓани, процент на граѓани биваат се посиромашни и посиромашни. Таквото социјално раслојување доведува до екстремна пауперизација, осиромашување на народот. Така да ние веќе сега немаме среден слој, политичарите векаат средна класа. Немаме класи, меѓутоа средниот слој, граѓанскиот слој, од ткивото на секое здраво општество на некој начин е руинирано, на некој начин е ставено на маргините на општествените збиднувања. И во економска смисла. Од друга страна, медиумските слободи, каде што паднавме на 132 место, ако веќе сега не знам кој рейтинг, тоа се некој можеби постар податок. Податокот и фактите дека имаме партизација на севкупното општество, дека имаме партизација и буквално ставање во канџите на системот на сите институции, почнувајќи од школството, здравството, правосудството, војската, полицијата, а тоа се темели на едно општество. Ако тие темели се разнишани, што очекуваме? Општеството да настане имплозија, да се сруши самото по себе заради општествените спротивности кои ја пратат Македонија за овие 25 години од осамостојувањето. Кажете ми, дали полтронството и стравот се одлика на македонскиот народ или тоа е наметнато од досегашните власти? Што покажува генетскиот код на македонците? За жал, тој аутодеструктивен мазохизам иде кон тоа да добар дел од граѓаните, од електоратот, би рекол, не се чувствуваат и не реагираат и не се покажуваат како електорат, туку како клиентела на властодржците, независно кои се на власт. Тој клиентелизам постоеше и во Стариот Рим, како робовладетелско општество, па тие што беа крепосни селани на латифундиите има својство, латински тоа се викаше клиентела, значи својство на клиентела. Сега имаме, ајде да не кажем некој посовремен феудализам, што се однесува до правата и слободите на граѓаните да го искажат слободно својот став, своето мислење. Во Библијата има една мисла, вели primum in orbe Deus fecitimur. Прво на светот Господ го створил стравот. Тој страв во нашето општество е доведен до совршенство за да може да се манипулира со широките народни маси. Ние имаме многу умни луѓе, многу квалитетни. И нашата историја, и нашата стварност тоа го покажува. Меѓутоа, еден
огромен дел од тие умни луѓе се на маргините на општеството. По една Петерово начело, така го нарекуваме, сите тие квалитетни луѓе се маргинализираат, по хоризонтала се поместуваат. Зошто тие се оттргаат и не сакаат да влезат, да се вклучат во процесот? Затоа што секое авторитарно општество има за цел таквите креативни, слободно мислечки, слободолюбиви луѓе, тие се рак рана на секое такво авторитарно диктаторско општество, на секој режим. Тие се потенцијална опасност и затоа постојат два начина. Или интелектуалецот, а се прашувам дали е вистински интелектуалец ако е клиентел, ако е клиентела, или ако е непоткуплив, или ако прави такви работи за да може да биде или уценет или подкуплив. Меѓутоа, режимот, па и сите режими во историјата, знаеле тоа да го прават. Од тука и произлегува злоупотребата на нашата струка, на психијатријата, во тоа сталиниските чистки. Тоа се најдобар пример. Во нацистичка Германија, најдобар пример. Таквите умни луѓе да се тргнат по страна, дури да се етикетират и со злоупотреба на психијатријата да се азилират. Имаме и денес такви слични феномени. Се протежирали на неквалитетот, добивали на сметка на квалитетот во однос на тоа, во ова што вие го рековте, дека луѓето кои што имаат свое образование, свое знаење, свој интегритет, се тргаат на страна и ги пуштаат да владеат, односно да се некаде на пиедесталот луѓе кои што немаат адекватно знаење, односно со еден збор се неквалитетни. Каде се изгуби во ова време интелектуалецот? Каде се кумановските интелектуалци? Каде се македонските? Се сложувам со вас, меѓутоа, ако сакате едно општество да го уништите за долгорочно, тогаш прво почнете од образовниот систем. Болонскиот модел на образование покрај сите своји позитивни страни внесе и многу негативности. Односно, стана неапликативен за нашите услови. Јас одговорно тврдам дека образовниот систем кој го имавме во Југославија, во која живеевме, беше на ниво на европските образовни системи. Со солидни знаења, со солидни капацитети, со солидни практични искуства, така да сите оние кои се школува во тој систем излегува како добри стручњаци, а најдобар доказ е за тоа што имаме по светот од онаа наша генерација, можда 10 години помлади и постари, кои се врвни научници, врвни стручњаци. Сега веќе тоа го немаме, затоа што образовниот систем со дисперзирањето, со отварање факултет на секоја ливада и со ефтиниот и лигав популизам, образованието да е достапно за сите, створи, за жал, неквалитет. Сега, тој неквалитет, ако веќе на тој начин ве образува, ве зомбифицира, во учебниците читаме дека граѓанинот треба да е покорен на власта, во граѓанско образование. И кога читам такви работи, верујте, косата ми се крева на главата. Дали може да излезе таков учебник? Дали може таков еден полтронски дух, еден мазохистички дух да се протежира, да се фаворизира, наместо кај младите луѓе да ствараме еден креативен ум, креативен дух, бунтовнички дух. Ако нешто мирува, ако нешто се помирува со ситуацијата, нема прогрес. Во таа смисла се и денешните интелектуалци. Или се работи за конформизам, па вели, ајде, не таласе, што викаат србите, или пак се работи за една апатија во која целото општество е доведено и убедувањето дека ништо во општество не е променливо веќе, дека и едните и другите се исти и дека што ние како поединци можеме. Па од тука и размислувањата така му треба на македонскиот граѓанин да биде покорен, да биде. А кој сме ние граѓани? Па тие сме граѓани, другите не се од Марс. Кој да ги решава нашите домашни задачи? Да очекуваме од Прибе, од Јоханес Хан, да очекуваме од Джез Бейли.
домашните работи во нашиот двор треба ние самите да ги завршиме. Ние треба да се избориме за достоинствен живот, за владење на правото. Оти јас тврдам дека слободата е пат кој мора да се помине. Врв кој мора да се освои. Искуство кое мора да се доживе. И тогаш, ако се качиме на тој пиедестал што се нарекува слобода, како една од највредните категории во хуманистичка смисла, покрај живото, здравјето, слободата е третата категорија, која е кондицио sine qua non за еден нормален живот. На тој пиедестал кога ќе се искочиме, тогаш ќе живееме живот кој е достоен на човек. А вака, како безрбетници или како луѓе кои ќе се мират со нештата. Јас тврдам дека молчењето сега не е злато, туку блато. Тврдам дека е полесно да заробиш некој со слободарски дух и менталитет, одешто да ослободиш некој со робски менталитет. Тако менталитет едно архетипски носиме по некој ген таков. Меѓутоа, поголемиот дел е наметнат. Наметнат од пропаганда, од системот кој го манипулира, кој го буквално му прави brainwashing на народот, користејќи ги медиумите, електронските, печатените, користејќи ги сервилноста на одреден дел на медиумите кон властодржците или кон собствениците. За жал, поголем дел од вашите колеги мора да работат како ќе им каже газдата. Мора да бидат аутоцензурирани. Мора да внимаваат што ќе напишат, значи да се аутоцензурираат, затоа што или собственикот, или политичарот, или олигархот утре ќе ги туши. Со тоа, дали имаме слободно мислење, слободни ставови? И јас тврдам, знаете, оние кои се на власт, политичарите, опозицијата се едно, вие треба да сте под лупа на граѓаните. Секој ваш гаф, секоја ваша глупост, секоја ваша треба да е намета на граѓаните и критика на општеството. Тоа за жал го немаме. Така, еве, загатнавте една тема која што мислев подоцна да зборуваме, меѓутоа, еве на односот на политичарите. Дали социопатолошкиот профил на политичарите се разликува кога се во опозиција и кога ќе дојдат на власт? Ние ако погледнеме што зборувал Зоран Заев или Бранко Црвенковски кога беа на власт и она што сега го прават, Никола Груевски додека беше во опозиција, тоа се многу различни, спротивни работи. Каде е тука? Знаете, кога сме во опозиција или кога размислуваме креативно јусто и критички, и пред се самокритички, тогаш устата ни се полни со демократија. На секој тиранин устата му е највеќе полна со именката народ. И се е во интерес на народот, додека да се дојде на власт. Меѓутоа, кога дојде практично да се пременува таква власт, имаме една таква трансформација, што ќе мислите дали се работи за исти луѓе кои зборуваат или за ролплей, замена на улогите. Па оној кога дојде на власт се однесува исто како оној претходниот што бил на власт, или овој кога дојде во опозиција се однесува исто како претходниот опозиционер. Таква една трансформација зборува за индивидуалната и колективната психопатологија. Ние имаме, за жал, луѓе на високи позиции. Имаме луѓе со сомнителни интелектуални капацитети, со сомнителни образовен квантум на знаење, на високи функции. Каква слика ќе имате за човек на висока функција кој не разликува аутизам од алтруизам, кој не разликува Хипократ од Хипокрит? Каква слика ќе имате за човек кој ќе ви каже дека Сирија е кралство, а има председател и актуелна е Сирија сега, не е Танзанија? Каква слика ќе имате за човек кој вели дека Казахстан бил поголем од Европа? Каква слика ќе имате за човек кој ќе тужи новинар затоа што го прашал дали има сметки во швајцарска банка? Каква слика ќе имате за човекот кој веднаш ќе го злоупотребува нашето криво судство, односно правосудство под наводници, за да може новинарот да му ги затне устата, да не го праша, а од каде ви се ваш 4 стана со оваа плата која заработивте за 3 или 4 години, а знаеме колку е министерска плата.
Значи, напросто и во тој естаблишмент политички постои многу, за жал, психопатологија. И подоцна времето ќе покаже дека е така. Ние имавме слика кога Елена Чаушеску доктор по хемиски науки. Ние имаме слика кога министр не знае кои се земно-алкални елементи, а камоли една ваша колешка ја начна таа тема, кога министрот кој е по едукација е технолог, кој не знае колку елементи има Менделевиот систем, периоден систем. И јас велам, ајде ние како граѓани, како слободно мислечки луѓе, да излеземе по знаци на навода на мегдан со било кој од тие министри, директори и функционери и на некој начин да ги соголиме, да покажеме на граѓанството колку се тенки и плитки и со што заслужиле министерски места, функции. Со нивното незнаење, недокваканост, со нивните партиски лепења на плакати и заслуги. Како можете да имате прво работно место премиер? Како можете да имате министер само што завршило детето факултет? Јас немам ништо против младите. Така. Ама животното искуство е нешто што на сите им треба. Ама владата во памперс. Како можеме да создаваме едно општество кога знаењето, умењето, искуството го проскрибираме, го ставаме на маргините на општеството, а моќта асоцирана со незнаењето, јас велам дека тука царуваат парите и пендрекот, општеството го пасивизира и го пацифицира. Значи го умирува до степен на една општествена апатија, кога голем дел од граѓаните ќе кажат, па не вреди овде ништо, не може ништо да се смени, не вреди овде за ништо да се ангажираме и најголем успех ќе биде ако нашите деца ги извеземе. Така. И можеби по тоа сме шампиони по извоз на школувани млади луѓе. Но сепак има ли голем критичар сте на власта? На секоја власт. На секоја власт, значи сега во моментот на ова, меѓутоа и на претходните, сепак имаме ли ние одговорни политичари? Сепак одговорноста е одлика за успех. И во тоа море на луѓе кои што се занимаваат со политика, веројатно некој е на местото кој го заслужува. Апсолутно така. Меѓутоа, тврдам дека одговорноста ќе ја развиваме само ако неодговорноста ја санкционираме. Ние имаме катастрофални постапки, катастрофални последици во општеството, кои се резултати на погрешни постапки, погрешни закони донесени, неуставни закони. И велам, како може во земјата да имаме неуставни закон, во единствен ден 122 закони да се изменат? Кога има амандманска расправа? Како може да се донесе неуставен закон, а да нема одговорност? Кога предлагачот на законот треба да биде одговорен, да го почитува Уставот. Законодавна правната комисија во собранието е вториот филтер преку кој треба амандманот или законот да помине. Пратениците кои во поголем број се само притискачи на зелени и црвени копчиња, и тој е третиот филтер, поминува тука. Значи, ќе се однесуваме неодговорно, се дотега од неодговорноста не биде санкционирана. А како гледате на тоа да одредени закони кои што беа донесени кога се најдоа во некоја ситуација да беа притиснати од граѓаните, се повлекоа? Прво се тврдеше дека тоа се најдобрите закони, дека се земени од европските, од современите западни земји и не знам дека најдобро решение се за тој проблем кој што го третираат и одеднаш во одредено време ги снема. И па политичката прагма, јас повеќе би ја нарекол политички утилитаризам. Ако имате корист некаква, вие ќе направите и ѓаволот ќе го направите ангел. Ако беше донесен закон, тој бил и се биле со европско знаменце. Така. Што е абсурд? Ако донесете закон, хонорарците да плаќаат придонеси. А оние луѓе кои со години работат во други земји, не плаќаат придонеси, а им е платено здравствено и социјално осигурување на грбот на другите граѓани. Ако имаме закони во кои ќе имаме натрупување на партиски кадри во администрациите и во јавните предпријатија. Само затоа што нам, кога сме на власт, тоа ни користи.
Јас велам криминалците, кога на криминален начин ќе се доберат до некој капитал, потоа тие ќе бидат најголеми промотори на владење на правото, само да го заштитат својот криминал. Па од тука имаме, ајде да направиме колективна амнестија за криминалот, затоа што и вие така правевте. Факт е дека приватизацијата беше спроведена на криминален начин. И наместо да се воведе ваучерскиот систем, како што се воведе во Чешка, Словачка, Полска, Унгарија, Словенија, овде воведовме по некој извитоперен модел на тогашниот премиер на Југославија Анте Марковиќ, воведовме модел кој беше само со цел да се општествениот капитал да се приграби во раците на десетина олигарси кои претходната власт ги створи, ги создаде. На тој начин општествениот капитал премина во приватни раце на квази менаџери. Ние немавме менаџери во тоа време од осамостојување, па се воведе некоја непозната категорија плаќање на доприноси на акциите. Кутрите работници мора да донесуваат сопствени пари наместо да земаат дивиденди од акциите. Синдикалното движење го нема или седна во скутот на властодржците. За кои работнички права ќе зборуваме сега? Да, но дали тогаш беше обврскана наредната власт која дојде, која требаше да ја преиспита приватизацијата и сето она што беше нерегуларно да го врати на почетокот? И тогаш од сите оние и критичари, поддржувачи на претходната власт ќе беа наградени со А+, кога ќе рекоа не, ова е направено на криминален начин, ќе се направи ревизија на приватизацијата, капиталот ќе се врати на работниците затоа што тие го створиле тој капитал, а не до вчерашните голтари кои станаа преку ноќ енормно богати и направивме тајкунизација на општеството. И затоа тврдам и велам и предлагам на граѓаните, ајде да донесеме, да предложиме закон каде што кривичните дела поврзани со криминалната приватизација од почетокот на самостојањето на Македонија до денеска да не може да застарат. Како што не може да застарат кривичните дела врзани со воените злосторства. Како што не можат воените злосторства од вештачењата за овие наши сограѓани кумановци кои беа жртви на садистите на УЧК, ОВК или на ОНА, како ја нарекуваат, беа предмет на амнестија, некритички ги амнестира злосторниците. Овие деца стана жртви, имат последици дури и сега. Стана предмет на политичко пазарење. Па, господа, таквите кривични дела не може да застарат. Ако некогаш ова општество го поставиме на здрави нозе, да имаме владење на правото, кој е основен предуслов да може едно општество да функционира, тогаш и овие кривични дела треба да бидат предмет на кривични прогон, независно од тоа кога се сторени. Докторе, каде да се бараат решенијата за овие проблеми? Очигледно дека има напластено многу проблеми во оваа држава, почнувајќи од приватизацијата, па речи си во сите. Меѓутоа, народот е тој кој што ја дава поддршката на луѓето кои што се на власта. Таа слепа послушност што пред малку ја зборувавме. Како може да се смени? Што да се направи? Слепата послушност јас нарекувам осмиот библиски грев. Оно што е битно, треба да направиме промена во менталната матрица, во перцепцијата на граѓанинот, дека тој е тој кој е легитимен носител на власта, дека власта било која треба да му служи на граѓанинот, таа да е сервис на граѓанинот, а не обратно. Земја во која граѓанинот се плаши од власта е тоталитарна. Земја во која власта се плаши од граѓаните е демократска. Од граѓаните произвира било кој легитимитет на власт. Граѓаните кога го дават легитимитетот барат одговорност. Ама барат и хрватите велат очитување, транспарентност во сето она каде се трошат нашите пари. Каде се нашите граѓански права и слободи? Дали имаме социјална држава по мерка на граѓаните? Дали имаме реформирано или деформирано здравство, каде што се упумпуваат во здравството енормни средства, со 3-4 пати поскапо платена апаратура? Погледнете на интернет, ќе ги видите цените. Здравствената заштита ни е се послаба и послаба. Кога имаме огромни суми за субвенции,
А ние стануваме се поголем увозник на храна и храната станува се поскапа. Да, кога ја спомнавте вашата област здравството, ми се чини дека голем број на ваши колеги доктори има во парламентот, но се чини дека реално никој не ги брани правата на граѓаните и на фелата. Токму поради тоа и се поголем број на млади доктори се иселуваат од државата, па еден ден веќе имаме недостаток, меѓутоа стручни, образовани кадри да заминат од земјата е голема штета и голем губиток за ова општество. Токму така, имаме за овие 25-6 години од осамостојување, имавме многу лекари кои беа во парламентарните клупи и за жал ретко кој од нив не беше независен во донесување на одлуките кога се работеше за здравството, туку беа слепи послушници на едната или другата или третата структура кои беа во власт. Не успеавме за жал како фела јасно да ги артикулираме потребите на граѓаните за подобар, поефикасен, на социјално праведен здравствен систем, во исто време да донесеме закон за доктори кој јасно, прецизно ќе ги дефинираше и правата и обврските на лекарите и на здравствените работници во поширока смисла од аспект на подобро функционирање на здравството. Како можете, ако имате министер кој не знае ни з од здравството, а е вреден, какви ќе бидат резултатите од неговиот труд? Дали ние како фела рековме не можете, затоа што сте правник, не се разбирате во здравство, не прифаќаме вие да бидете 100 пати партиите нека ве поставлят. Не прифаќаме вие да бидете наш министер, оти тој треба да е примус интер парес, првиот меѓу равните. Исто такви работи имаме во другите министерства. На тој начин системот полека се самоуништува, се девалвира, се девастира системот и веќе потребно е многу енергија, многу труд, она што е деформирано во општеството, а за жал во сите сфери е деформирано. Одбраната ни е како швајцарско сирење, шуплива. Администрацијата превработеност, неефикасна, огромни бројки. Образованието, за жал се повеќе и повеќе нивото, стегнатото знае не тоне. Затоа што и ние како здравствени работници и наставниците, професорите, за жал им наметна да бидат бюрократи, а не професионалци. Во сите институции тоа е тренд. Погубен тренд. Нешто што уште повеќе, ако се продолжи, ќе ја доведе државата до едно ниво кој ние во медицината го нарекуваме иреверзибилно. А тоа е веќе неповратно. Да дојдат нобеловци да ја водат државата, многу тешко ќе можат да ја доведат на една позитивна нула, па од тука да градиме едно здраво, просперитетно општество и за нас, и за нашите деца и внуци. Има ли ефекти од скапите реклами за реформите во здравството? Она што пред малку го спомнавте, дали здравството ни е реформирано или деформирано? Па, ако гледаме на режимски медиуми, ќе кажеме побогу колку убаво здравство имаме како во Франција. Франција има најдобар здравствен систем. Ама кога ќе влезете во болниците и кога ќе морате да носите од дома греалки, да носите лекови. Иначе беше донесена наредба од министерот, не сме граѓани да донесе лек. Ама со што да го лекуваат докторите? Тие од дома да носат за болницата. Ако погледнеме достапноста на лековите, достапноста на современите ефикасни третмани, достапноста на еден дел од граѓаните за лекување во странство. Ние имаме кога деца ни умира затоа што бирократските лавиринти не можеше да ги пројде. Што е трагедија за еден здравствен систем. Во Црна Гора министерот даде оставка затоа што беше едно бебенце во Биело поле, во Црна Гора работев едно време, па ги знам состојбите, беше починато. Ние имаме сега дојнечка смртност на врвот на Европа. Шампиони сме по бројот на самоубиства. Депресијата веќе ни стана модус вивенди, да живееме со депресијата, инаку тоа е едно сериозна патолошка состојба. И дали можеме да зборуваме дека здравството не е реформирано? Јас тврдам деформирано. Тие деформации треба да ги елиминираме. Во на кој начин? Што треба да се направи според вас за да се подобри состојбата? Знаете,
општеството го чинат луѓето. Институциите ги чинат луѓето. Да поставиме вистински луѓе, со вистински знаење, умење, искуство, кредибилитет, со вистински персонални, лични квалитети и вредности, кои ќе знаат, политичарите векат да менаџират, јас велам да управуваат и да организираат работата во сите тие институции, во сите тие министерства. Да, но Сега имаме некомпетентни луѓе. Одговорно тврдам, некомпетентни луѓе на многу значајни функции. Јас тоа ги нарекувам партиски војници. Но како ќе се направи тоа кога остана мал број на доктори? Сите оние што вие претходно спомнавте заминаа во приватните здравствени установи. Со оглед на тоа и колку се платени во јавното здравство, сигурно дека нема да имаат никаква сатисфакција да се вратат. Може би не е толку проблемот затоа што добар дел од солидните професионалци, искусни доктори преминаа во приватното здравство. Јас тврдам дека приватното здравство и јавното здравство се само два сегменти од еден здравствен систем. И тие не треба да бидат во колизија. Тие треба да бидат комплементарни. Значи, Фондот за здравствена заштита да направи договори со сите здравствени институции и граѓанинот да има право во која здравствена институција сака да се лекува. Каде што ќе има етика, знаење, стручност, умење, ефикасност. Тогаш, оние што не ги бива, нека пробатат независно од тоа дали се од терцијалната здравствена заштита или дали се државни институции. Не ве бива, не знаете да работите, молам, средствата што фондот ги собира од граѓаните ќе бидат преусмерени кон оние кои работат, кои знаат. Тоа е толку едноставно да се направи. Меѓутоа, нема политичка волја да се направи. Затоа што, ако тоа се направи, тогаш нема каде да ги вдомуваме партиските војници. Измислија двоструко вржен подпис. Ама ставете 5 ако сакате вржени подписи. Ако тие одлучили да направат криминал, ќе го направат и 10 да се... Проблеми е да се организират. Ако оној кој е чесен, одговорен, совестен, нема да си дозволи себе си да дојде јавната здравствена институција да биде со огромни долгови, клиничкиот центар да е со огромни долгови, болницата во Куманово да е со огромни долгови. Како можете да работите, да сте ефикасни во работата, а да создавате долгови? Значи, управувањето е рак рана. Водењето на институциите, на министерствата, на сите значени сегменти во општеството не е рак рана, затоа што го водат пацери, незналици, затоа што го водат луѓе кои без критички увели, нема врска што сум правник. Нема врска што сум овој правник ќе бидам министер за земјоделство. Како можете? Од каде таква омнисциентност или некритичност да бидеме универзални за се и се што? Министерот, еден човек ќе биде министер за одбрана, ќе биде министер за евроинтеграција, ќе биде министер за економија. Така. Тоа се резултатите од таквиот начин на практицирање на власт. И веројатно поука за идната власт, таквите погубни грешки, погубни потези да не ги чинат. Оти нас како граѓани, како општество тоа не чини премногу скапо. Така. Еве на прагот сме на 2016 година, изборна година, на 24 април се предвремените парламентарни избори. Што очекувате? Ќе има ли смена на власта? Едно е сигурно дека ова 2015 година ќе биде некаква прекретница, пресвртница ќе биде во општественото живење во Македонија и верувам дека нема да биде се исто како што беше досега. Ако не друго, барем почна граѓаните да гледаат со пореални очи, почна да се ослободуваат од робски јарем, кој стравот им го наметна, почна полека да го креваат својот глас, што на некој начин ме охрабрува да не бидам толку реален песимист, туку да бидам реален оптимист. Меѓутоа, една работа која ќе представува огромна препрека да се спроведат парламентарни избори, а тоа е нереализирањето на подписот. Ние веќе имаме факти кои потврдуваат дека имаме повеќе гласачи од што имаме жители, реално. Пописот да се направи. Ние и Сомалија немаме попис во задните 13 години. Тоа е една статистичка процедура, сложена, ама е статистичка. Значи,
Предходниот се фрли едно чудо пари, не се спроведе пописот со некаква глупава синтагма дека некој сакал да го фалсификува овој пописот. Па во ваши раце се парите, анкетарите, институциите, кој тоа сакал да го фалсификува? И зошто сега не спроведеме попис за да знаеме колку сме, толку сме? За да знаеме што имаме во општеството, за да знаеме колку гласачи има, за да не ни се повторуваат пустеци и лесковци, за да немаме импортирање на фиктивни гласачи и организирање плаќање на авионски превоз за да дојдат. Жесток противник сум диаспората да има право на глас. Зошто? Да одлучуваат луѓе кои не плаќаат данок во оваа држава, ама ние праќаме на нашите семејства. Ама вие праќате за вашите семејства, ама не за мојот живот. Со кое право? Имам јас право во Австралија да гласам. На тој начин сме дискриминирани. Повелете, Господо, дојдете, живеете во оваа земја. Ако сакате, вложите. Живеете, плаќате даноци во оваа земја, тогаш ќе имате право на глас. Хрватска е најдобар пример. Тим од диаспората и херцеговците им импортира, им октроира председател на државата. Сега истото се прави и со премиерот, кој хрватски не знам дали знае да зборува како треба. Сметате ли дека опозицијата има квалитет и капацитет да победи на престојните избори? Една негативна страна на опозицијата е затоа што е многу млака и затоа што кај народот се створи една перцепција и една погрешна визура дека опозицијата е само СДСМ. Што е многу погубно и за СДСМ како носител, како столб на на фронтот на опозицијата, и тука се наметнува потреба сето она што е прогресивно, слободомислечко, слободолюбиво, демократско, во еден општ граѓански фронт да се здружи за да ова зло кое го имаме и кое општо е народно, да биде ставено на ѓубриштето на историјата, ама и адекватно правно санкционирано. Значи, правната држава конечно да функционира. Мене ми несватливо како помалите или поголемите опозициони партии гледаат како премиерот за сметка на граѓаните ги користи нивните ресурси, а си води кампања. Премиер во оставка. Факт е дека оставката ќе се случи утре, задутре, не е битно колку. Од тука верувам дека изборите, терминот може би е зацементиран, може би е флуктуирачки, меѓутоа, дали се исполнети сите услови да спроведеме суштински, недекларативно, фер, коректни, вистински демократски избори, каде што граѓаните нема да бидат клиенти, туку ќе бидат луѓе кои ќе размислуваат за сопствената иднина и кои нема да бидат жртви на едно тоталитарно, на еден тоталитарен ум или на тоталитарно владење. Од тука малку и песимизам, се дотека не се створи еден граѓански фронт, каде што сите слободумни луѓе, независно дали се лево, десно ориентирани, центристички, од ова или она националност, како тоа што беше на 17. мај, кога беа протестите, што ги организираше опозицијата, се додека не створиме еден таков граѓански фронт, граѓанско движење, прилично скептично гледам на успесите на опозицијата. Од една страна, од друга страна, се уште сме далеко од тоа да почне да профункционира правната држава. А кога почне да профункционира, тогаш граѓаните ќе се ослободат од робски јарем и ќе кажат самите себе си: не мораме да носиме гласачи, да ги водиме за рачиња, гревчиња, да ги тегнеме циганите за уши, шиптарите за гуша. Го завршувам цитатот, за да можеме како граѓани да ја дадеме довербата на оние кои ни служат нам. И на локално ниво, кога ќе бидат локалните избори, и на државно ниво. Како гледате на смените кои деновиве се случуваат од министрите од СДСМ кои дојда? Тој политички реваншизам, а да кажеме се уште не се дојдени, не е освоена власта. Веројатно дека промени во раководењето со институциите ќе има и мора да има. Меѓутоа, ова повеќе ми наликува на еден политички реваншизам, може би тоа е пребрзо.
онака стихино направено. Со едни подлабоки анализи за позитивностите и негативностите на претходните носители на функции во разни министерства, агенции, институции кои ги имавме, да направиме една анализа, не можеме ние со валканата вода и бебето да го фрламе од коритото. Она што е добро, она што е квалитетно, и во иднина така. Независно тоа дали припаѓа на ова или она политичка гарнитура, она што е добро, она што е квалитетно, ќе го задржиме, ќе го напредуваме. Ние со секоја промена на министерство ги менуваме и администрацијата. Ама таа е веќе едуцирана, со искуства, со остал. Зошто тие луѓе да ги ставиме под знак прашалник или екзистенцијата да им загрозуваме ако работеле честно, стручно, професионално. И тоа е еден вид на необолшевизам кој го гледаме и во редовите и на опозицијата, а поготово на опозицијата, каде што сега ние и ќе се светиме за тако нешто. Промени секако. Така. Не на начин како се изведуваат и не со методологија како тоа се прави, оти кај граѓаните тоа се перципира како осветништо, како политички реваншизам. Сметате ли дека е штетно по власта, независно дали се работи за централната или локалната, да не се прифаќа мислењето на опозицијата по секоја цена, да се тера инат и да се игнорира она што е како нивен предлог? Еве тоа конкретно можеме да го сведеме и разговорот на локално ниво. СДСМ е 20 години тука на власт и не можеме да кажеме дека розини цветаат во градот. Се соочуваме со голем број на проблеми, инфраструктурни, значи проблеми, она што е во надлежност на општината. Како гледате вие на оваа појава? И власта и пелените мора да се менуваат често од истата причина. Устеличувањето на една иста структура на власт води кон аутархично владење. Да. Разноврсноста која ја имаме како граѓани на Македонија треба да биде предност и во формирањето на локалните структури на власта. Сега имаме совети во општините кои се партиски јуришници. Советот по дефиниција што треба да го советува градоначалникот. Тоа е практично локалниот законодавен дом. Локалниот законодавен дом. Ама локалниот законодавен дом ќе биде ефикасен ако во него имаме стручњаци, професионалци, како сега милува да велат експерти. Да. Далеко сме од експерти, за експерт треба многу. Кои ја познаваат проблематиката. Кои се од проблематиката. И предложив пред неколку години градоначалникот, ајде ние како граѓани, кои имаме знаење и искуство од одредени области, како волонтери, да придонесеме за подобар развој на општеството. Ако се занимам со ментално здравје, да направиме проекти, програми како да го напредиме менталното здравје. Јас во мојата општина, беше прифатен вашиот предлог? За жал не. Фактите зборуваат дека не. Така. Да дојде стручнак кој го познае европското право, оној кој е за природни ресурси, енергетика, стручнак по хидрологија, шумарство, земјоделство, урбанизам, правен систем, европски интеграција, образование. И сите тие луѓе со интегритет, со знаење, ако беа барем повикани на ваква маса да седнеме и да кажеме, слушайте, ова не чини, така. Ова е добро, искуството, знаењето, образованието на крај краева, ни вели дека така треба да го правиме. Сега имаме партиски јуришници кои седат во советот, ама не знам што го советуваат градоначалникот. Не знам што го советуваат премиерот. Знаете вие дека можеби 50% од советниците досега немаат ни еднаш немаат јавено за збор? Затоа што ги на локално ниво. На локално ниво, да, зборам за општинскиот совет. Па знаете, овај чутологијата е само овај израз од парламентот, од собранието, републичкото собрание и во локалните собранија. Чуму се тие луѓе, така. Независно дали ги плаќаме со наши средства како граѓани. На крај ги плаќаме, на крај. Ги плаќаме, меѓутоа тоа е моето размислување и верувам дека е реално и верувам дека ако имаме малку повеќе ум и практичност ќе прифатиме, ако не друго, нека не бидат тие суи генери советници затоа што се избрани, туку да имаме една структура, граѓанска структура која ќе биде коректив на сите лудости и глупости кои ги прави и локалната и државната власт. А тоа може да се постигне само со еден
dobar građanski sektor. Građanski sektor se svede na imam nevladine organizacije koliko ih слушам. Како бре можете да имате? Вака, само да довршиме ова што претходно го зборувавме, дали постојаното алиби на локалната власт и на градоначалникот дека не можат да ги реализираат ветените проекти поради блокадата од централната власт е вистина или манипулација на граѓаните? Факт е дека блокадата постои. Меѓутоа, тоа не сме да биде со години изговор затоа што нашата општина има своји ресурси, има своји средства. Се разбира, тие се недоволни. Меѓутоа, во Зелс, мислам дека нашиот градоначалник беше едно време подпредседател на Зелс. Дали во Зелс не може да се замрзна функцијата, мислам дека нешто. Ама знам дека беше. Дали во Зелс не може да се покрене една постапка каде што каже не, ќе го измениме законот. ДДВ, доприносите остро што ги плаќаме како порески обврзници, како даночни обврзници, поголем дел да остануваат на ниво на општината за да имаме равномерен развој. Фискалната децентрализација не е спроведена. Општините за жал не располагаат со сите ресурси и економски, и земјишни, било какви, не располагаат со градежно земјиште. Што е абсурд. А веќе зборуваме дека децентрализацијата веќе 5 или 6 година, ако не и повеќе, треба да е навлезена во нашето општество. Меѓутоа, тоа никако не сме да биде алиби за да кажеме, знаете, ние сме проскрибирани, затоа што не сме миленици на властодржците. Ќе бараме алтернативни патишта. Со силата на аргументите ќе се извојуваме за се она што нам ни припаѓа како граѓани, како општина. И факт е дека Куманово е на маргина на општеството. Какви инфраструктурни проекти од високо развиен индустријски град станавме економска паланка. Така. Меѓутоа, покрај тоа што на градот му фали инфраструктура, мораме да се сложиме дека на граѓаните им недостасува култура на живење. Ние се давиме во сопствениот смет, на секој чекор имаме депонија, расфрлано она што не ни треба дома, не се фрла на местата. Сега со честни случаи мислам не можеме сите граѓани да ги ставиме во еден кош, меѓутоа дел од граѓаните навистина несовесно се однесуваат. Меѓутоа, како да недостасува граѓанска иницијатива да се направи нешто, да се подобри местото каде што живееме. Или на друг начин, можеби, да ги бараме правата што ни следуваат. Да појдеме од еден банален факт дека Куманово нема градски тоалет. Факт. Да појдеме од друг банален факт дека во Куманово многу ретко ќе најдете корпи за отпадоци, може би исклучок во најстрогиот центар, па и таму не сум ги приметил. Факт е дека не знаеме како граѓани, велам, да управуваме со сметот, со отпадот. Тоа е сировина. Една прилика има се преземаат сега некои мерки да се гради. Во Гренобл има прилика да гледам фабрика за рециклажа на отпадот, кој произведуваше енергија, метан, кој беше еколошки чиста. Во Берлин има прилика да гледам во Рајникедорф, каде што сметот се одлагаше на едно место и со слоеви земја се прекриваше, направени се одводи каде што гасот се одведува, па се користи за загревање на одредени патеки и на тоа место изникна еден од најубавите паркови во Берлин, во Рајникедорф. Имаме илјадници примери. Меѓутоа, како граѓани, колку имаме свест, самите да вршиме селекција на отпадот, ама и градските власти да створат услови каде што ќе имаме жолто канта, односно контейнер за отпадане на стакло, тоа не чини колку една станица, не знам. Сигурно не чини. За метал, за хартија, органски отпадок. Органски отпадок утре може да се претвори во прекрасен хумус. Од кој општината ќе има бенефит? Зборувам еден пример банален во Карпино, над манастирот Карпино, кој е споменик од нулта категорија. Изузетно вреден. Културното богатство пропаѓа. Оставено на забот на времето или не да Боже да го девастираат. Во село Конјух, може би ќе каже тоа друга општина, ма тој североисточни регион сме. Во селото Конјух имаме такви археолошки наоѓалишта, каде што Европа
ќе ја види нашата култура и нашата традиција. А ние им сервираме квази барок од стиропор и од гипс картон. Само затоа што клептократите на власт смислеле дека такво треба да биде Скопје и дека таквото нешто ќе ги импресионираме оние каде што се родил барок, рококо или класицизмот или неокласицизмот. Ни недостасува ум, ни недостасува знаење, креативност, ама и слобода каде тоа знаење да го изразиме. Ретки се медиумите каде што ќе прифатат критичко размислување. Поготоа па во режимот во кој живееме. Дали не е умно медиумите да ги користиме наместо разноразни реалити шоу кои се на ниво на шунткич, да не речам воајеризам. Дали не треба медиумите, независно на локално или на државно ниво, да имат образовни програми? Па да дојде стручнак за евроинтеграција или на земјоделците да им каже аплицирате вака за овие фондови, тоа така, таму имате подаци, така да ги едуцира. Да дојде професор по математика и да им покаже на гимназијалците како се вади квадратен корен од некој број, оти тие сега не знаат. Да дојде професор по француски, англиски, руски, да има едукација. Да дојде инженер агроном да ги едуцира земјоделците, не само една емисија, неделно, да ги едуцира земјоделците кои култури на кое земјиште да ги гајат. Па тоа е некако, докторе, обврска на јавниот сервис, на македонската радиотелевизија. Комерцијалните медиуми сепак за толку обемна програма треба средства. Доколку некој не помогне, доколку државата во оваа ситуација не финансира за такви проекти, многу тешко медиумите сами ќе се изборат. Зошто јавниот сервис би бил миленич на власта? Зошто тој колач не се подели? Дали од дифузната такса или од платените глупави дебилни реклами? Зошто тој колач не се подели на сите медиуми? Па оној кој прави, ако има повеќе средства, ќе прави поквалитетна програма. Па тогаш ќе кажеме не можете да бидете вие кои имате програма која не е гледана, да имате енормно пумпање на средства во вашата телевизија. А граѓаните имаат обврска да го плаќаат сервисот? Да, а заузврат не добиваат ништо. Да. Меѓутоа, било кој приватен медиум и на локално или на државно ниво, ако ние како граѓани се сложиме да кажеме не, вие сте квалитетни и дел од тие пари кои ги одвајам за таа радиодифузна такса, јас сум за да се плаќа, ама за оние кои тоа го заслужуваат, а не за оние кои се створени да ни го перат мозокот и за оние каде што немаме приступ слободно мислечки граѓани да делуваме. На тој начин медиумската култура ќе ја подигнеме на повисок ниво, на тој начин квалитетот, вредноста на новинарите, на самата телевизија, на програмите кои тие ги стварат, ќе имат гледаност. Јас велам, створете програм, заработете ги парите кои сакате да ги добиете. Зошто вие бисте биле во поповолна смисла од другите медиуми? Па нели имаме пазарна економија? Тогаш квалитетот кој ќе го направи тој медиум, дали е печатен, дали е електронски, дали се сега по овие портали, ние ќе бидеме како не, сакам тоа да го гледам и за тоа ќе платам. Ама не сите средства на еден медиум. Зошто не се подели тој колач подеднакво? Па оние што се квалитетните ќе напредуваат, ќе збогатуваат програмата, оние што не ги бива, ќе стават клуч. Така. Сосема логично. При крај сме на нашиот разговор, би сакала да ве прашам и не едно лично прашање. Вие се образувавте и живеевте во поранешната држава, која сега се обидуваат да ја представат како недемократска и тоталитарна. Ако направите паралела, кога работевте како офицер во ЈНА и доктор на ВМА, и сега како приватен невропсихијатар, собственик на приватна ординација, кога беше подобро? Во земјата во која се школував, во која живеев, во која работев, која сакав и за која како лекар доброволец војував, сигурно со белиот мантил и со знаење и со стручност, не со пушка и со оружје, ти нема потреба за тако нешто. Одговорно тврдам дека земјата, заедничката држава во која живеевме беше и системот беше створен за граѓаните, по мерка на граѓаните. Бевме социјална држава, бевме држава која економски и воено беше моќна, бевме држава која беше почитувана во светот. Преседателот Тито, еден од основачите на неврзаното движењето на неврзаните,
беше почитуван секаде во светот. Ако сега имавме тако едно моќно движење, немаше Америка да ги прави овие сите лудости, будалаштини ни светот и да поминува неказнето. Во таа земја, југословенскиот пасош вредеше. Можевме секаде да одиме. Југословенската валута вредеше. Југословенскиот производ по јус стандард имавме тогаш, беше рамен на германскиот по нивниот дин стандард. Значи, бевме земја која беше респектирана. Бевме граѓани кои беа респектирани. Нашите стручњаци беа респектирани. Немавме потреба, изузев оние кои не беа квалификувани, не едуцирани, остало, тие морат гастарбајтери да бидат. Ама сега, за жал, имаме brain drain. Квалитетниот дел од популацијата и оно во генеративна смисла ни отиде во светот, вклучувајќи го тука и моето дете. Ги школувавме со наши средства, а западните земји ги добија за 0 центи. Тоа значи дека македонската нација старе. Апсолутно старе. И тука демографскиот аларм треба да се запали. Оти тој слој кој е генеративно, односно тој дел од популацијата кој е генеративно способен, ја напушти земјата. Ние во овие години не можеме да ствараме пород. Тоа е јасно. Нацијата ќе старе. Имавме еден феномен каде што пред 3-4 години за прв пат во Македонија имаше повеќе првачиња од муслиманска вероисповест, мада не е толку битно, меѓутоа како факт. Но тој процес на екзодус не е само кај македонската популација и сите други. Не случајно добар дел од граѓаните бараат бугарски пасоши, не затоа што се чувствува како бугарин, далеко од тоа, за да може слободно да работи во Европа, да замине. Исто е приказната со лекарите. Овде, ако приватно специализација ќе ја плаќа, стаж, доприноси не му се плаќат, не прима плата, ќе има иста одговорност, ќе ринта, буквално ќе рмба. Во Германија ќе дојде, ќе има плата, ќе му иде стаж, ќе му биде платена едукацијата, ќе има смештај, ќе му биде платено учење на германскиот јазик. Па кој од нашите млади лекари ќе одбере оваа опција? И ние ќе велиме, ќе правиме предуслови за да ги задржиме нашите стручни кадри. Инженери, IT инженери, технолози, економисти, правници, сето тоа за жал ја напушти. Имав прилика во Источна Македонија да поминам. Пустош. Пустош во демографска смисла. Значи, нешто жално, буквално, дали треба да се замислиме кој треба да ги створи условите за тие млади луѓе да останат во оваа земја, да прават својата перспектива и за нивните деца, и за идните поколенија. Така. Вие имавте шанси да бидете, да работите во јавното здравство, сепак со својот професионализам, со својот работен стаж, истакнат лекар? 94 година, од 91 до 94 година работев како воен лекар на клиниката во Чинмајор, на клиниката на групата клиники за неврологија и психијатрија, каде што стекнавме солидно знаење, солидно искуство во Белград, а пред тоа во Сплит, Загреб, Канада, Франција, но најголем дел од едукацијата и од практичното искуство го стекнав на Военно-медицинската академија. Економските причини, семените причини беа фактори, беа причина да се вратите, да се вратам во Куманово. Една година работев во јавната здравствена организација и некако визионерски погледнав дека тука за жал нема перспектива према начинот како се управува со јавните здравствени организации и веќе 20 години сум во приватна пракса, меѓутоа што се однесува до самата струка, до самата професија. Не би требало да има никаква разлика помеѓу тоа дали работиме во приватно јавно здравство, поготоа што имам договор со фондот, значи пациентите доаѓаат со упати, пропишани упати. Меѓутоа, одговорно тврдам дека разликата е огромна во одговорноста, во организациона смисла, во совесноста при работење и во барање за модернизација, стекнување нови знаења, нови вештини за подобрување на квалитетот за здравствената заштита. Оти, ако лекарот не учи цел живот до пензионирање, па и потоа е осуден да тапка во место во професионална смисла. Вие градите своја клиника во едно кумановско село.
до каде се работите и кога ќе се сече црвената лента, затоа што ми рековте во неврзаниот разговор дека вие не ја сечевте лентата кога ги почнавте темелите, кога ги удривте темелите, туку тоа ќе биде кога клиниката ќе биде готова и ќе ги прими првите пациенти. Да, не само некоја кратка информација, јас не сакам да зборувам за некои работи пред време, меѓутоа сега е во фаза на поставување на кров на санаториумот за психосоматски, менеджерски, ментални болести, каде што на еден поинаков начин, посовремен, похуман третман на нашите пациенти, ќе покажеме и на самите себе, работејќи по европски принципи, европски правила, европски норми, дека можеме на оваа парче земја да создадеме респектабилни здравствени институции. Но, кога ќе дојде време, вашата телевизиска куќа ќе биде благовремено известена за такво нешто и лентата секогаш тврдам треба да се сече кога нешто ќе профункционира, не кога ќе имаме намера да правиме нешто. Сосема за крај на нашиот разговор, докторе, ви едно време политички бевте активен, меѓутоа во меѓувреме се повлековте. Се разочаравте ли од политиката, иако сте голем критичар и познавач на политичките прилики во земјава? Да, во 2010-2011 година бев на парламентарните избори, бев носител на листа на ПОДЕМ, партија на Обединети демократи, со намера да ги покренеме граѓаните да не гледаат сиво-бело. Туку да сватат дека во тој спектар има едно чудо нијанси на убави бои. Кога зборувам за убави бои, зборувам во преносна смисла, дека животот можеме да го направиме поубав, поисполнет, посодржаен, посреќен за нашите граѓани, и тоа беше мотивацијата да ме покрене на тој начин да се ангажирам со намера да формираме некаков условно речено трета опција, која за жал долго време ќе треба за да може да се формира, да функционира. Меѓутоа, разочаран од клиентелизмот и на лидерите на партиите, па ние гледаме од опозицијски стануваат во скутот на режимот. Тоа за жал стана политички травестизам, односно политичка проституција. Во таквите води не сакав да пливам и затоа одлучив да бидам слободен стрелец, жесток критичар на било која власт за сето она што чини да не живееме среќно, задоволно, успешно, квалитетно, со повисок стандард, да не живееме со сите права кои со самото раѓање ни припадаат како на човечки битија. Што треба да се случи, да се смени во политиката за да повторно се вклучите, да ве убедат? Очигледно не се размислувале. Знаете, вика дека оптимистот е, односно песимистот е добро информиран оптимист. Не знам дали тоа ќе се случи. Не очекувате дека брзо ќе се направат некои промени кои што може да... Не знам дали тоа ќе се случи, меѓутоа како граѓанин, не се сметам себе за активист, како граѓанин и како борец за човекови права, сметам дека и таа наша индивидуална активност мора да се осмисли, да се конкретизира, да се каналира, да добие на некаква масовност. Тоа е нашата мисија како слободно мислечки луѓе, како интелектуалци. Оние луѓе кои од разноразни причини гледаат вака или видикот, менталниот прозорец им е стеснет, да ги ослободиме, да гледаат реално, објективно на стварноста, да се осмелат, да ја дигнат главата, да го дигнат гласот, да се изборат за она што им припаѓа како граѓани на оваа земја. Тоа се нивните граѓански права, слободи, право на работа, право на екзистенција, пристојна екзистенција. Јас велам дека најголеми патриоти во оваа земја ќе бидат оние кои ќе створат нормални, пристојни услови за живот на граѓаните на Република Македонија. Тоа е патриотизм. Сето она друга се голи пароли. И верувам дека не толку брзо, не толку лесно, не може преку ноќ да настанат тие промени. Ама процесот, ако биде почнат и ќе биде завршен. Ако не го почнеме, какви резултати, какви ефекти ќе очекуваме? Така. Некаде во средината на разговорот зборувавме за Куманово, меѓутоа сега ми текна, пропуштивме да прокоментираме она што се случи во 2015, а тоа е воениот конфликт во Диво населје.
Тоа остави голема трага на кумановците. Како вие како доктор, како психијатар, Со ратно искуство, со воено искуство, гледате и на оваа појава и колку таа ќе остане во меморијата на граѓаните на Куманово? Бидејќи тоа беше во режија на власта, фактите ќе покажат, а имам и други сознанија, дури се наоѓав на санаториумот кога беше 5. мај, ако не се лажам. 9. мај, така. Кога од моите ми известија дека се пука во Куманово, викам, значи, ова е представата почна. Некои елементарни, основни информации. Ама и властите има такви информации. Французите, пиар гуруто Жерар Ашкенази доаѓаше во Скопје и тој во Le Monde, францускиот дневник, даде изјава дека доаѓал во Скопје, меѓутоа со намера неговите услуги, таа е пиар агенција која ги осмислува ваквите конфликти со нисок интензитет. Французите, бидејќи бев и француски ученик, велат La petite guerre sale, малата валка на војна. Таа беше во режија да се дефокусира јавноста со истите тие криминалци кои учествува на нападот на Гошинце, а веројатно истите тие криминалци кои го направија масакрот и невините жртви на Смилковско езеро. И сега, на властодржците, направивме брилијантна акција, успешно изведена, тоа е толку делува дегутантно. Јас, како бивш офицер, верам, 10 од JNA подобро ќе изведеш акцијата. Злосторниците ќе го евакуираше населението, ќе ги обиколеа тие злосторници, терористи, како сакате наречете го. Исто, се работи за исто. Ќе им даде ултиматум, ќе пуштеа димна завеса, ќе пуштеа созавец и ќе ги држеа во опсада. Без испален куршум, без непотребни жртви, без непотребни триумфализми и доделување на парични награди затоа што брилијантно сме извели акцијата. Пацерски, нестручно, некомпетентно. И за тоа некогаш некој ќе одговара. Другата работа беше затоа што тие граѓани беа под страшен еден стрес. Јас, бидејќи учествував во војната во Липик, Пакрац, Окучани, во Западна Славонија и во Книн, кога погледнав дел од тие неколку улици, тоа личеше на Вуковар. И тогаш... И тогаш на социјалните мрежи и преку моите пациенти, бидејќи имам ратно искуство и посебна едукација за справување со ваквите стресови, им се понудим на сите граѓани, независно која се вера, религија, националност, сите жители од тоа, бесплатно да им помогнам со тоа наше ратно искуство. Прифатија да дојдат? Апсолутно, прифатија. Меѓутоа, поедините режимски пудлици почнаа дури да ме сатанизираат, Дудучки помага на терористите на злосторници. Тоа е ноторна глупост. И горд сум затоа што така постапив. И горд сум затоа што и во Хрватска на боиштата лекував и Хрвати, и Срби, и муслимани, и цивили. За мене тоа и за моите колеги, бидејќи бев во тимот Лекари без граница, беше тоа гордост и професионализам искажат во борбени услови. Бевме во војната воени лекари, имавме некои бенефити. Ама заради сега во војната, кога сме војни лекари, да не ги покажеме своите вредности и знаења и потреба да помогнеме и во такви услови. Дури, времето ќе ни покаже дека кај многу тие луѓе веќе нема да се развијат посттравматското стресно растројство, затоа што и моите колеги во јавните здравствени институции од мојата специјалност помогнаа сесрдно и јас да ги тие воени стресови, негативните ефекти и последици да ги сведеме на минимум. Така. Докторе, го завршуваме тука некаде нашиот разговор. Се надевам дека одговоривме на сите прашања кои беа предвидени. На оној дел колку времето ни дозволуваше, меѓутоа јас им стојам на располагање и за други теми, а исто така ве поканувам да бидете наши гости кога ќе дојде време една друга здравствена институција со гордост да ја ставиме во функција на граѓаните. Јас ви благодарам што бевте вечерва мој гостин, а на гледачите им благодарам за вниманието. Ви благодарам и вам. Пријатно и угодна вечер.